Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. На вистина, мене ми е мило и драго што можеме оваа вечер повторно да бидеме заедно. Се разбира, заедно и во Божјото присуство. Исус ни ветил во Новиот Завет. Во Евангелието на Матеј, 80-та глава, 20 стих, го гледаме тоа огромно Божјо ветување за Божјиот народ. Тоа ветување кое е дадено од самиот Творец на небото и земјата, од самиот Спасител, дека ќе биде со нас до свршетокот на светот. Исус вели, каде се двајца и тројца собрани во Негово име, тој е тука меѓу нас. И длабоко верувам дека оваа вечер Господ ќе биде меѓу нас и еден од нас. Потоа псалмистот Давид во неговиот 23 псалам вели да слезам во долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Господе ти си со мене. Всушност тоа е едно Божјо ветување кој го гледаме низ целата Библија. Не само што е ветување, туку и повеќе надеж за Божјиот народ, дека Бог е со нас каде да сме. Навистина, ово ветување е голем благослов за нас и носи голем благослов до сите нас оваа вечер. Се надевам дека Господ е со нас. Потоа псалмистот, всушност апостолот Јован, во своите посланици пишува дека ние имаме заедништво со Таткото, Синот и Светиот Дух. Тоа е помеѓу нас. И заради него сме оваа вечер заедно собрани да можеме да го прославиме. Се разбира, оној кој е достоен да прими чест и слава, а тој е нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Како што најавив минатата емисија, така и оваа вечер ќе зборуваме за Божјото раѓање, тоест за Христовото раѓање. Но кога зборуваме за Божјото раѓање, тоа е повеќе од јасно. Кога Библијата зборува за Божјото раѓање, тоа е повеќе од јасно. И не само што Библијата зборува за Божјото раѓање, туку таа ни зборува за раѓањето, за доаѓањето на Месијата. Всушност, Библијата зборува за тоа Божјо отелотворување на оваа земја, кое што се случи, се разбира, пред 2000 години. Кога зборуваме за Божјото раѓање или за Христовото раѓање, тоа значи дека Бог дошол во личноста на Исуса Христа. Понатаму се разбира, оваа тајна, која што се уште останува за некого тајна, иако апостолот Павле ја открива преку инспирација на Светиот Дух оваа тајна во 1 Тимотеја 3:16, но за жал сепак останува за голем број на луѓе, не за одредена група на луѓе, но за голем број на луѓе се уште останува мистика или тајна која што не е откриена. Почитувани слушатели, ако навистина со искрено срце го побараме Бога да тој ни се открие, тој е тука и е спремен во секое време од нашиот живот да ни се открие дека тој е спасителот на овој свет и дека нема друг спасител освен него. Најчесто пати книгата на пророкот Исаија, всушност тоа е една старозаветна книга која зборува дека и самиот Господ преку устата на тој пророк зборува дека нема друг спасител освен Господ Бог. И затоа реков, пред 2000 години се случи најголемото дело и чудо во историјата на човештвото, а тоа е што Бог ја посети нашата планета и ја откри неговата суштинска љубов и тоа на крстот. Но,
Ке зборуваме, се разбира, ке зборуваме, како што кажав, во некој од наредните емисии за крстот. Ке зборуваме за тоа Божјо утелотворување. Како може Бог да се утелотвори и да стане човек и да живее меѓу луѓето. Но, реков, понатаму во емисиите ќе можеме, се разбира, да зборуваме, да разговараме по оваа тематика, а се разбира, вие почитувани слушатели можете нели на YouTube страницата, емисијата Гласот на вистината, да исто така коментирате по овие теми. Но оваа вечер сакам да зборувам за раѓањето Божјо, тоа е за Христовото раѓање. Пред се сакам да зборувам за пророштвата, дадени во Стариот Завет. Иако во Новиот Завет, во Евангелието на Јован, Исус им зборува на вероучителите, на религиозните водачи и на толпата народ дека целото писмо се мисли на Тората, дека зборува за него. Всушност, кога зборуваме за старозаветните книги, ги има 39 и сите тие книги, па денеска и Новиот Завет, вклучувајќи го со 27, вкупно 66 книги, зборуваат за Месијата, зборуваат за Божјото раѓање. И затоа Исус со право, со власт која му беше дадена, вели дека целото писмо зборува за него. Ние оваа вечер ќе се послушаме со неколку старозаветни книги кои зборуваат всушност за Божјото раѓање. Ќе почнеме од почетокот. Многу добро ја знаеме историјата на создавањето на светот. Во првата книга на Мојсей, првата глава, Библијата ни зборува дека во почетокот Бог го создаде небото и земјата. И потоа ни е објаснато како Бог го твори небото и земјата и се што е на нив, и се што е видливо и невидливо за нашите очи. И така веќе во втората глава, првиот стих вика, и така се доврши небото и земјата. И на седмиот ден Бог вика се прослави, се разбира, од своите созданија. Но исто така Библијата ни зборува за стварањето на човекот, а потоа за стварањето и на жената, која беше круна на Божјото создание. Потоа Бог ги зема и ги носи во Едемската градина, во Божјот рај, каде може човекот и неговата жена да уживаат во секој благослов кој го имаше во таа Едемска градина. Бог ја создал таа Едемска градина, така вели Библијата, за да може човекот навистина да ужива. Па дури Библијата ни објаснува каде таа географски била сместена и каде се наоѓала Едемската градина, која била рај и која била создадено за човекот. Но внимавајте, Библијата исто така го предупредува човекот. Во првата книга на Мојсей, втората глава, 16 и 17 му вели: и му заповеда Господ Бог на човекот велејки: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање добро и не зло. Од него не јади, зашто во ден кога ќе вкусиш, во истиот ден ти и ќе умреш. Бог го предупредува човекот. Веќе гледаме во третата глава, гледаме една сцена, интересна сцена. И таму кога ќе го читаме Словото Господово, таму ни открива и ни вели: но змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог. Па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А жената и рече на змијата: ние јадеме од родот од секое дрво во рајот, само од дрвото на она дрво кое е сред Божјот рај, рече Бог, не јадете од него и не допирајте се до него за да не умрете.
Тогашка змија ти рече на жената: нема да умрете. Но Бог знае дека оној ден, кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло. Кога жената виде дека родот на дрвото е добро за јадење и убаво за изглед и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, внимавајте, набра од него и го изеде, па му даде и на мажот свој, и тој јадеше. Тогашка им се отворија очите на обајцата и разбраа дека се голи. Па си исплетоа лисија од смокви и си направија опашала. Гледате, каква интересна историја. Овде веќе го читаме и го согледуваме и Словото Господово ни открива за падот на човекот. За всушност непослушноста на човекот. Видовме во втората глава дека Бог го предупреди. Но змијата беше вика полукав од сите зверови полски кои Бог ги создаде и ја прелажа, нели? И потоа читаме во Словото Господово понатаму за се што се случувало. Но клучниот стих кој сакам да го посебно да ставам акцент на вечерашната тема е 15 стих. Прва глава, всушност прва книга на Мојсе, 3 глава, 15 стих. Ова е првото месијанско пророштво. Пророштво кое зборува всушност за доаѓањето на самиот Творец на оваа земја. За раѓањето на Творецот. Дека тој ќе дојде, ќе се роди на овој свет и ќе го избави човекот. И еве што вели Словото Господово. И ставам непријателство помеѓу тебе и жената, меѓу родот твој и породот незин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш за петата. Од прилика хронолошки, кога ќе видиме, некаде пред Божјото раѓање станува збор за 4000 години пред да дојде Месијата на овој свет. Пред да се роди Исус Христос на овој свет, пред да дојде, ова е првото пророштво дадено од самиот Бог, и тоа точно во Едемската градина, во Божјиот рај, кој Бог го создаде за човекот, за да може човекот да ужива. Но сепак човекот не го послуша Божјото предупредување и стана непослушен кон самиот Господ Бог. Но ова е првото Божјо старозаветно пророштво. Всушност, веќе од тука го гледаме планот Божи и потоа, читајќи го Словото Господово, ние ќе откриваме како Бог се објавувал преку своите пророци. Библијата ни зборува за големи и мали пророци. И без разлика на сето тоа, дали биле големи или биле мали, Бог се објавувал преку пророците, дека тој ќе дојде. И затоа Библијата вели дека законот и пророците биле до Јован Крстител, а потоа тој самиот доаѓа на овој свет и се утелотворува. И со тој чекор, всушност, Бог го исполнува ова Божјо ветување, месијанско ветување, дека тој ќе се роди на овој свет и дека тој ќе дојде. И затоа, кога Исус е на крстот, вели едни многу важни зборови и клучни зборови. Се сврши, се исполна се што беше пророкувано за него во Стариот Завет. Но, понатаму ќе се позанимаваме со сите овие тематики, со сите овие интересни, навистина теми кои што верувам дека ќе донесат еден голем благослов за сите нас преку самото Слово Господово. Почитувани, убаво е да се занимаваме и со многу поразлична литература или христијанска литература, напишена од христијани. Но верувајте ми дека изворот
е самото Слово Божјо. Кое што често пати велам дека треба да биде авторитет во нашиот живот. Ова е првото месијанско пророштво. И тука ќе застаниме оваа вечер, затоа што времето ни одмине многу брзо, но се надевам дека наредната емисија ќе продолжиме. Ќе продолжиме понатаму, се разбира од Стариот Завет, да зборуваме за пророштвата кои беа дадени во Стариот Завет, а потоа ќе зборуваме како во Новиот Завет, во Евангелијата се исполнуваат пророштвата со самото раѓање на Исус Христос на оваа земја. Затоа имајте убава благословена вечер, Господ со вас нека биде, Бог нека ве благослови. Размислувајте за сето она што ова вечер навистина можевме да го видиме преку Словото на нашиот Господ и Спасител. Пријатна вечер, Господ со вас и се слушаме до наредната емисија, се разбира емисијата Гласот на вистината. Пријатно.